Добар ден, драги мои. Време е за црвена линија. Тоа значи дека очекувам како и вчера и сите денови наназад да ви има во огромен број, да го завртите телефонскиот број 02-307-0005 и верувам дека ќе го сторите тоа со оглед на тоа што ќе зборуваме на тема дека едноставно нема зима за политичките партии. Така е, ќе им се исплати и последната рата за 2022 година. Може би нема пари за грејење и лекување, ама секако има за политичките партии и секако нивните истражувачки центри. Она што прашува црвена линија, треба ли политичките партии да се финансираат од буџетот? Задолжително заследете на Facebook Црвена линија, тоа е нашиот профил, таму можете да коментирате колку сакате, како сакате и се разбира да лајкнувате и шернувате. Топло препорачувам да го заследите и профилот на телевизија Телма на Facebook, а предност секако за вклучување ќе им дадеме на сите оние кои што ќе го завртат, повторувам, бројот 02-307-0005. Ама на Инстаграм задолжително заследете не со едноставна причина за да бидете дел и учесник од нашата денешна анкета. На Инстаграм Црвена линија стори, доколку кликнете, анкетата ќе ве праша дали формирање политичка партија е бизнис. Одговарате со да или пак не. Резултатите, оние кои што редовно не следат, знаат веднаш по рекламите. А Црвена линија, оној кој што ќе се вклучи во ова денешно издание, прво што ќе ве прашаме е треба ли политичките партии да ја делат судбината со народот? Ако имаме гледаш, тоа и веднаш ќе го запрашаме. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро, јас ќе потсетам дека на 02-307-0005 денес зборуваме за тоа дека очигледно за политичките партии нема зима. Ке им се исплати и последната рата за 2022 година, а сума сумарум може би нема пари за грејење, лекување, ама секако ќе има за политичките партии и нивните истражувачки центри. Па еве првиот гледач во Црвена линија, ќе го прашаме треба ли политичките партии да ја делат судбината на народот. Добар ден или добро вечер. Добар ден. Секој добро? Светло, секој. Значи, темата ви е убаво многу поставена и треба да ја дела судбината со народот. Ајде сега да кажеме сега сите криза, ова, она, па дај се да делиме заедно. Не некој да ужива и да не осеќа кризата или да се збогати плюс од кризата, пошто имаме доста такви сега богаташи, што буквално во кризата си станава богати. Така да ни случајно буџетот не, ја не знам зашто буџетот за политички партии. Па ја не сакам, например, еве ја не сум ни една политичка партија. Зашто мои пари да одат, пари се идат во некоја партија? Значи јас ако сакам да гласам како независен, ќе си гласам за кого сакам. Меѓутоа не значи дека мора да бидам у партија и додека се уште вака ни иде кај нас, ние ги финансираме партиите, затоа све ќе ни иде на опачки и народот нема никакви права. Значи, дали според вас формирање политичка партија е бизнис? Бизнис и тоа знаете каков голем бизнис. Па сите се направија бизнисмени преку политичките партии. Кажете ми кој бизнисмен не е во политичка партија? Се иде у политичка партија, одма бизнис и ги знам, лично знам еден куп. Значи, сакам да кажам, лично имам такви пријатели што ги знам, што биле и како биле, влегуваш у политичка и те молат уште да идеш, значи имаш таму бенефити, некој што ти ја знам со парите на народот, да ви кажам, ова е невидена срамота. Народот не може да излезе на крај, вие зимате од народот да се збогатувате. Значи, Ке потсетам да се внимава на тајмерот, 90 секунди е за секој гледач кој што ќе се вклучи во Црвена линија. Ве охрабрувам да го направите тоа, особено оние кои што можеби немаат таква навика да се вуваат во контактни емисии како Црвена линија. Но денес потсетувам, зборуваме за тоа дали воопшто партиите и треба да се финансираат од буџетот и треба ли политичките партии да ја делат судбината на народот. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, вие сте во Црвена линија. Се воскитив кога го слушнав прашањето. Никогаш досега некому не му текна да не праша дали сакаме да ги финансираме. Па секако дека не сакаме. Тоа е
првата фаза на грабализам од буџетот. И тоа легално направена. Тие што сакат да водат политички борби во оваа држава, нека си наоѓаат донатори меѓу богатите. Вака сите граѓани сме осудени да ги плаќаме, а потоа да не малтретираат. Восхитена сум, не треба никако да се финансираат. И точно дека тоа е бизнис, политичка партија е бизнис, ама тука се истакна дуи најголеми бизнисмени. Ето ви благодарам. Тоа би било се, во ред, благодарам, имавте уште време, но ето имаме и такви гледачи кои што сметаат дека и помалку 90 секунди е доволно да го кажат својот став. Благодарам за јавувањето, одиме веднаш со вклучување на следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали политичките партии треба да делат судбината на народот? Да. Добро. А Затоа треба ли што да се укине финансирањето од буџет? финансирањето на политичките партии не треба да биде, тоа давна е кажано, али прибедејќи во Македонија плурален систем, повеќе партиски систем, и тие партии без разлика произлегуваат од самите граѓани во Република Северна Македонија. Не произлегуваат од друго место. Ние во бившиот систем беме социјалистички систем, али сега сме одиме кон капиталистичкиот систем на уредување. Затоа партиите треба да се грижат за сите граѓани во Република Северна Македонија, не само еден граѓани, али тоа финансирање партија не може да се финансира. Тие ако имаат основни средства да се ги финансира партиите, тоа е нивно право, а не од буџетот да му се дава пари за да се финансираат сите политички партии. Затоа што видовте колку пари, 3,5 милиони евра отида во една партија, 3,5 во друга и така надам, тоа се пари ваши и мои од граѓаните. Затоа јас ќе повикам Собранието на Република Македонија поткипно да изготви нов закон за пратеници советници и да се избриши тоа финансирање на партиите. Дали формирање на политичка партија е бизнис според вас? Да, точно е. И благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето, сега ако продолжете да не следите. Јас само ќе потсетам дека политичките партии пред 2 недели добија уште една рата државна помош од буџетот и ова е трета и последна за годинава, а наедно и најмала. Да видиме што ќе ни каже следниот гледач во црвена линија. Добро вечер. Добар ден. Добар ден, секој добро и вам, па еве, дали политичките партии според вас треба да ја делат судбината на народот? Нормално дека треба да ја дела судбината на народот и дека не треба да се финансираат од буџетот. Значи, нема потреба од буџетот да се издвојуваат средства за политичките партии. И знаеме дека кога има парламентарни избори, политичките партии ретко кој даваат отчет како ги трошат парите. А дали формирање на политичка партија според вас е бизнис? Да, и тоа најголем бизнис во Република Македонија и најпрофитабилен бизнис да се формира политичка партија. Ние знаеме од минатово како пратеници од една сите партии ги имаат поминато, само за да останат на власт и да имаат добра функција. Исто така поранешен министер еден за внатрешни работи беше, кога доби, да речеме, отказ и формира политичка партија и сега неговата партија, човек партија, 20 години си е како човек партија, со сите партии други коалицира и тоа му е еден одличен бизнис. Толку од мене. Толку во ред. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Ке посетам дека треба да не заследите на социјалните медиуми. Црвена линија е нашиот профил, таму е објавена темата и кога сме веќе кај темата и нашиот профил, ќе ве префрлам за кусо на коментарите, ќе ви покажам и всушност како изгледаме на Facebook. Меѓу другото и на телевизија Телма профилот се објавува нашата тема, па еве ќе почнеме од таму. Доколку кликнете на профилот телевизија Телма, еве така, тоа е тука, објавена е нашата тема и
еве што коментира, ќе почнеме со коментарот на Горан Димовски, вели: прочитајте книгата Политика како бизнис и ќе ви биде појасно. Ацо Таско вели: се е тргнато на Арамилук и Увица Пич, јас ќе го приведам ова на македонски. Едноставно пишува: ќе живее овој народ, а Але Катевик вели: јаките пари. Смешки. Но она што нас не треба да ви има во поголем број и ве охрабрувам да го направите тоа. Добро вечер или добар ден за следниот гледач. Па некако како да ни се стемнува побрзо. Па ни се стемнува, факт е, ќе се ориентираме по бојата на небото. Но треба ли политичките партии да делат судбината на народот? Па да ви кажам, на почетокот кога се формираа партиите беа со идеологија и со програма. Меѓутоа, со ова што го измислија да се донираат од буџет, они се ослободија од принципиелноста да се владеат према програмата и идеологијата која што ја застапува и да отстапуваат. И сега имаме левица која не е левица, десница која не е десница, него само си ги гледаат и си ги менуваат столчињата. А дали треба да се финансираат од буџетот според вас? Не, дефинитивно не. Дефинитивно тие си имат своји професии, треба да или да им биде замрзната професијата, тоа е и така. Или работат и паралелно, еве овие министри што беа доктори си одат и во клиника си работат и си зимат како министри плата. Тие се исто и членови на управни одбори, тие се и членови во раководните структури на одредени партии и фактички зимат од 4-5 места пари. Дали тоа значи дека формирање партија е бизнис? Па видете, тоа е принудно направено така, затоа што народот не го ставил тоа на ум. А инаку не би требало да биде. Тоа треба да биде идеологија, програма и интерес на народот да се заштитува интересот. Тие се представници на народните интереси и треба да ги бранат. Благодарам, драго ни е што и вие се вклучивте во Црвена линија. Секако продолжете да не гледате, бидејќи ќе имаме уште многу јавувања. Токму во овој момент ќе вклучиме и нов гледач. Добро вечер. Добар ден. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав и до Кавадарци и сите кавадарчани кои што гледаат Црвена линија. Па според вас треба ли политичките партии да ја делат судбината на народот или не? Ами партијата од Дајш испадна во бизнис. Кога се појави пред 30 години парламент повеќе партијски систем, никога сами сите за ВМРО. Јас сум еден од основачите на ВМРО од Кавадарци. Рамо, сите двете партии, ВМРО и СДС, да пустие Македонија. Ние тие првите години ни ми одеме од патриотска линија за ВМРО. Ала они криминалци испаднаа и тие и вие истите. А запустие Македонија двете партии. А вие другите партии што како од буџетот да се финансират. Не треба. И да се намале бројот на пратеници. На Македонија сиромашка земја треба од 60 до 70 пратеници, а не 120 криминалци невидени ви. Никако не е гласам ни за таа партија, ни за криминал невиден. Само интерес, ништо друго. Земјоделието запустие у Македонија, а ние сме аграрци. Треба земјоделието да го даде. Они криминалци не... с двете партии. Дали формирање политичка партија е бизнис? Гледачот најверојатно се исклучи, како да е поздрав до Кавадарци и сите оние кои што не следите. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако. Благодарам. Еве, според вас, треба ли политичките партии да се финансираат пред од буџетот и да ја делат судбината со народот? Моето размислување следното. Никакви пари не треба да се дават на политичките партии, тие си имаат членови. Членовите треба да си плаќат чланарина и треба од чланарината да се финансираат, но не и од државата, затоа што јас можда не го сакам ВМРО, можда не го сакам ДУИ, можда не го сакам СДС. Зашто моите пари да одат за некој што не го сакам? Значи, фактички тие пари се за народот и треба тие пари што се да се вложат, дали во инфраструктура, дали во патишта, железница, централи, школство, здравство и така на.
тие пари треба да дојдат тамо, но не и за политичките партии, затоа што тие фактички прават бизнис од сето тоа, од нивните програми што ни ги нудат. Кој ќе заврши нивниот мандат, верувајте дека дали ќе имат 10% од сето оно што го обеќавале, дали тоа ќе биде извршено. Дали формирање политичка партија бизнис? Супер бизнес е тоа, не да е бизнес, тоа е супер бизнес и Супер бизнес. тоа е за нив, значи еден голем, да речам, добит да ги трошат нашите пари. Само исклучиво со чланарината на нивните симпатизери. Не и јас ако не сум ни симпатизер. Значи, ќе ги финансираат тие што се нивни симпатизери, никој повеќе. Меѓутоа, ние сите сме на некој начин затекнати што го направија да се земат. Благодарам за јавањето, подсетувам, внимавајте на тајмерот, затоа можете и да го следите на екранот. Вклучуваме веднаш нов гледач. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Црвена линија. Јас не знам какви звуци се ова, но секако ќе подсетам дека е најдобро да се намали звукот на телевизорот и тоа докрај за да зборуваме преку слушалка и одлично да се слушнеме. Ќе се обидам уште еднаш. Добар ден, добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Добро вечер, вие сте во црвена линија. Добро вечер. Па еве според вас дали политичките партии треба да ја делат судбината на народот и да се финансираат од буџет? По мое, а и по мнозинство граѓани ќе се задоволат, само ова група не се согласува, ова се пропитери што се против опозицијата. Личен интерес е се гледат. Последниот да го кажем, Велјно вика буквите му пречиле на ВМРО, а ВМРО е формирал Македонија, сериозна партија. Ајде да се навратиме на финансирање на партиите. Дали сметате дека треба да се финансираат од државниот буџет? Се финансираат што заслужуваат, што витуваат и исполнуваат, што е банат државата, тоа е опозицијата. А ова партија што не е партија, ова е друштво. Ово е засторничко друштво, поделата се гледа, поработењето. Ово не заслужува. Дали формирање политичка партија е бизнес? Треба да и се финансираат. Ова само за опозицијата бране државата и граде државата. Кој е бранен и витува и исполнува. Витувањето на гласови на избори. Ова сега што владе, ова е засторничко друштво, лично богатење. Ова не треба да постои оваква партија. Дали формирање политичка партија е бизнес? Не е бизнес. Ово е у целост има такви партии што се финансираат. И која е победничка треба да е на власт. Опозицијата е победничка. По секоја цена треба да е на власт, не опозиција. Затоа што граѓаните ја дале доверба. Благодарам што вие дадовте довербата на црвена линија и се вклучивте во денешната дискусија. Значи, зборуваме за тоа дека нема зима очигледно за политичките партии, ќе им се исплати последната рата за 2022 година. А следниот гледач ќе ни открие дали политичките партии смета дека треба да делат судбината со народот и да се финансираат од државниот буџет. Добар ден или добро вечер. Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Најубав ден и вам. Не се слагам да се финансираат партиите. Зашто? Па они за тоа имаат. Како немаат? Они мора да ги створат тие пари. Какви се тие ние треба да ги финансираме? Од каде ние да ги финансираме? Тоа е само мотиво да ќе не млатат како слама. Не може така како они што мислат. Или ние чекај ќе ги истрижеме како што сакаме, па после ќе ги пуштиме нека пасат. Тоа не е така. Јас се извинувам на изразот, ама не е така. Нека се сами финансираат они, а не да ги финансира државата. Дали формирање политичка партија е според вас бизнес? Да. Тоа е тачно, дека е бизнес тоа. Политичката партија не може бизнес да прави со тоа. Мора сами да се укопуваат сами со себе, а не бизнес да прават со слив, а нас да не играат како мајтап. Толку извини душо ако сгреши пријатно. Ништо не сгрешивте, особено нешто не се вклучивте, што се вклучивте во црвена линија. Благодарам што се јавивте уште еднаш. Продолжете да гледате, време е да слушнеме што
и какво размислување има новиот гледач во Црвена линија? Добро вечер или добар ден? Добро вечер и убава вечер. Убава вечер и вам. Политичките партии си имаат лидери. Лидерите кои што ги бираат од самата партија, да бираат богаташ. Па он нека ги финансира сите што му се во партијата и кој ќе донесе некој предлог кој што ќе се уважи во државата и кој што ќе биде за народот, тогаш може да побара помош од државата, од буџетот. А не да ќе дојдат и ги напуштат овој работните места од каде што ќе дојдат, па ќе им стои работното место, па после дали ќе биде добар или не добар, па он ќе си се врати, а од државата ќе сите и од народот. Мислам, извините на израз, јас сум возветна и интелектуалка ми доликува, али толку сум револтирана како не се засрамат. Треба да се засрамат за да нешто такво побараат. На народот, ама и овој народ и ние, и јас паѓам во оваа држава и се срамам, затоа што кога ќе дојдеме на гласање ќе ни дадат како на просјек, извините, и тој што ја пружил раката има зашто ја пружил. Па ќе ни дадат малку, па ќе се задоволи народот. Дали според вас формирање партија е бизнис? Молим, да, како не, обавезно. Он ќе си најде таму по клиентела, ево дека јас кај што живеам во центар, да видите каква зграда овој се направи од СДС, овој ја рушија, но стара. Само ќе посетам внимателно, следете го одбројувањето на тајмерот, автоматски се исклучува, но нема да заборавам да кажам и големо благодарам за вашето вклучување. Одиме со нов гледач. Добро вечер од Црвена линија. Добро вечер. Дали сум јас? Секако вие сте во Црвена линија. Дали политичките партии треба да делат судбината на народот и да се финансираат од буџет? Не политичките партии. Јас имам дома 3 мачиња. Јас имам дома 3 мачиња. И сите си знаат кој дека јаде. Дали политички партии или ние, дали говориме реално или не говориме реално, ако сакате ќе ви ги испратам по онлайн. Бидејте, тие политички партии нека бидат луѓе. Треба ли да се финансираат од буџетот? Дали се мачиња, дали се кучиња, нека бидат реални. Нека бидат реални. Нека бидат реални. Немој да лаат само по секој. Знае се мачо мљавка по мене, оти јас треба да му дадам да јаде. Кучето лаат по мене. Дали формирање политичка партија е бизнис? Пријатно. Сакавме да добиеме одговор од гледачот, но самиот одлучи дека му остане време, беше покус од 90 секунди, му велиме и благодарам за јавувањето. Хајде, може би ќе го добиеме веднаш и одговорот од следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам. Ви благодарам и на вас, се најубаво. Па еве да ве прашаме, дали треба да се финансираат политичките партии? Момент, прво да ви кажам, една од најубавите теми имате поставено, ви честитам. Ниједна телевизија не може оваа тема да ја постави, ви честитам. Благодарам. Вака, политичките партии не треба да се финансираат од буџетот, затоа што таа е политичка партија која што некој ја оформил. Тоа е, кај нас стана бизнис партија, а јас ги нарекував печалбари. Малце навредливо беше не од вашата телевизија, од другите телевизии ме опоменуваа. Меѓутоа, ако говориме тачно дека за овие години ниту една политичка партија не допринесла за граѓанинот или за државата. Работа за себе. Што значи дека тие се бизнис партии за одредени членови кои што се председатели на местни комитети, избраници нивни во законодавниот дом, во парламентот и на врвот председателот. Ние сме виновни, знаеме дека колку години не вртат околу прст сите партии, ние и понатаму застануваме за тие да не вртат. Па еден ден ќе ни се завртат и умот, мислам дека на нас, а тие ќе се нафатираат, ќе си успеат и ќе победат во однос на бизнисот и однос на профитот. А во однос на државата нула.
Што значи дека никако државата буџетот не треба да ги... Ке подсетам внимателно со тајмерот и благодарам за јавувањето во црвена линија. Секако ке ве подсетам и следново. Задолжително редовно кликајте на telma.com.mk бидејќи ќе бидете информирани квалитетно, редовно и ефикасно. Па така да и денес во овој момент ако кликнете на telma.com.mk ќе можете многу повеќе да прочитате за следната вест, тоа е дека невладините бараат да не се кратат буџетските средства за превентивна здравствена заштита. Здравјето на луѓето според нив се става на најниско можно ниво. Вака реагираат невладините организации, откако во буџетот за 2023 година се планирани кратења во голем дел од нивните програми за превентивна здравствена заштита. Во обид да се спречи загрозувањето на животот на луѓето, посебно на маргинализираните групи, тие бараат поддршка од власта. Ете, подсетувам telma.com.mk, а на 0230700005 време и за нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Поздрав до вас и до Телма телевизија. Благодарам. Само се чудим како, с кој памет изгледа само толку да седит на столица, да краде, да плячка и уште тражив да ги финансират. Тоа е дури страшно нешто постанало. Вакво чудо било, ама вакво до сега не е било. Во е тотален пропаст. Ни се дале на пензионери, ни на работници, се трчање со смаки, со викање. Как ви дал 500 денара на пензионери и тражи njega да ga финансирам. Тоа е страшно нешто постанало. Дали според вас политичките партии треба да делат судбината на народот? Треба да ни се скидат нивните плати што ги они зимат, а не од народот да тражите. Тоа е страшно нешто. А и ве сметате ли формирање на политичка партија дека е бизнис? Па бизнис е бизнис, што не може да биде повеќе. Добро, да имате уште време, не сакам да ви одземам од времето. Дали ќе го искористите? Остануваат уште 25 секунди. Тоа да кажемо, више све е казано, тоа е страшно више в животот у Македонија со оваа партија. Дури страшно. Добра, ако е тоа се, благодарам што се јавивте во црвена линија. Досега слушнавме различни видувања, ставови околу тоа дали треба да продолжат партиите да се финансираат од домашниот буџет и дали треба да ја делат всушност судбината со народот. Одиме со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, па еве кои се вашите одговори на денешните наши прашања? Политичките партии не треба да се финансираат од буџетот. На првото прашање ваше, затоа што Да, продолжете, ве слушаме. Затоа што подпредседател на една опозицијска партија, кој нема работен стаж ниту еден ден, има купено имот вреден од $500,000 или 500,000 евра на крајбрежјето на Охридското езеро. Значи, со тоа може да се позанимава и обвинителството. Значи, тие пари нормално дека се од политичката партија. И другото прашање, формирање на политичка партија во Македонија е бизнис. Ништо друго. А треба ли политичките партии да делат судбината на народот? Па треба да делат судбината на народот и да се откажат од парите кои што ги добиваат од буџетот. Значи, во оваа криза, каде што светска економска криза, нема потреба зашто се средства на политичките партии. Затоа што ќе напишат една програма од 50 или 70 страници. Значи, тоа треба тие да го прават со идеологија, а не тука да гледаат бизнис. Благодарам многу за јавувањето. Ке подсетам дека денес зборуваме за тоа дека политичките партии на нив ќе им се исплати последната рата за 2022 година. Може би нема пари за грејење, за лекување, ама секако има за политичките партии и нивните истражувачки центри.
Па еве ве прашуваме дали треба политичките партии да делат судбината со народот. Добро вечер. Здраво, здраво. Здраво. Па еве како сме, да прашам. Се надеваме добро, благодарам. Така, па еве треба ли политичките партии да ја делат судбината на народот и секако да се финансираат од државниот буџет? Да, треба. Значи, по правило треба. Но права демократска држава треба да се делат пари. Значи, треба да ги делат пари политичките партии, ама тие партии кои на избори ќе добијат известен број на пратеници или во кините на одборници. Што значи дека не смеат да примат никакви спонсорства од ниједен начин, од внатрешни странки, а од странки уште повеќе не смеат да примат. И нормална ствар, со добра контрола од страна на институциите, партиите само може да функционираат со овие пари. И да се провери нивниот имот, а не како што правеа ДПМН во задните 11 години владење што има, кои купуваа имоти, платеви, чуда, а да лумпува што сакаа да правеа, никој ништо не можеше. Значи, само од парите што ги добијат државата. Така треба да функционираат тие пари. А секој криминално дејание што се го прават, така, тоа треба да институциите, значи, судови, обвинители, чуда, држава, не така, чистите бандити. Формирање на политичка партија е бизнис според вас? Мола? Формирање политичка партија е бизнис? Да, бизнис, кај нас бизнис. Благодарам што ги искористивте вашите 90 секунди и дадовте одговор на нашето денешно Инстаграм прашање. Кликнете на Инстаграм стори и земете учество во денешната анкета. Добро вечер за новиот гледач. Ало, добро вечер. Одлично ве слушам, вие сте во црвена линија, па еве, треба ли да се финансираат партиите од домашниот буџет? Никако. Не може да финансираш ти некој што те лаже цел живот. И таа партија, двете. Ало? Да, продолжете. Лажачи никако не смеат да се финансираат. Тие треба да се затварат. Тоа бандити невидени. И тие сите. Па еве, кажете ми, дали треба партиите всушности да ја делат судбината со народот? Они треба, него не ја делат. Не ја делат со народот. Каде земјоделието, само земјоделието и сточарство да беше развиено од било која власт. Имаше Македонија да цветаме, а не да гладува народот за парче лепо. 150 денара, 200 зејте. Една цена на рафтот ниска, на каса оде наплати дупла. Кај го има? Дали формирање политичка партија според вас бизнис? Бизнис. И тоа невиден. Невиден бизнес. Чудо, невидено. Кој дава очет? Ни еден не дава очет. Што се работили? Ништо не дава. Бејте поздравени. Благодарам, бидете поздравени и вие. Благодарам што се јавивте во црвена линија. Одиме со реклами. По рекламите повторно со црвена линија во време кога соопштуваме резултати од Инстаграм анкетата. На прашањето дали формирање политичка партија е бизнис, 86% од инстаграмџи одговорија со да, а не одговорија 14%. Тука е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Имајте ми убав викенд, ние повторно заедно во понеделник со нови предизвици. Довидување.